Ставот на владата, а оттука и на Министерството за економија и труд по однос на зголемувањето на минималната плата е јасен. Се остава простор да се договорат работодавачите од приватниот сектор и синдикатите. Се она што ќе го договорат ќе биде прифатено, бидејќи од придонесите кои што ќе се земаат од зголемената плата во приватниот сектор се покрива комплетно зголемувањето на платата во јавниот сектор, каде што работодавач е владата. Или од вкупно 705.000 вработени на 100.000 вработени од јавниот сектор, работодавач е владата, а дури 600.000 се во приватниот сектор, вели заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски и додава дека подпишување на штетни договори за едната или другата страна, владата како медијатор нема да дозволи. Бидејќи ова е трипартитен договор и се додека не се договорат, важи постоечката формула која што договориле сите три страни во тој трипартитен договор во Законот за минимална плата во 2022 година, а тоа е зголемување на минималната плата да оди со 50% од индексот на трошоци за живот, земено од Заводот за статистика во претходната година и секако 50% од исплатената просечна плата спрема Државниот завод за статистика од претходната година и тоа нивелирање да биде до 31 март, така да висината на минималната плата не сме да биде пониска од 57% од исплатената просечна плата на ниво на Македонија спрема статистика од претходната година. Она што ќе го договорат, ние ќе го испочитуваме, бидејќи одговара секој зголемување на платата, меѓутоа тоа секако треба да нагласиме дека е на грбот на приватниот сектор. Според Ристевски треба да се внимава и на кревкиот пензиски систем, кој во земјава изнесува 1,7 вработени на еден пензионер и е далеку под европскиот просек. Сите овие треба внимателно да се разгледуваат на добри економски параметри, градење добри политики, носење системски решенија кои што ќе дадат една предвидливост, понатаму стабилност во зголемувањето на платите на сите граѓани во Македонија и подобрување на животниот стандард, а не предизвикување турбуленци како некој што го правил претходната влада, од кои што турбуленци и ден денес не можеме да излеземе. Како последица од тие минати лоши политики за економски неиздржано зголемување на платите, беа и неисплатените плати и во јавниот сектор, како што беше случајот во Македонски железници, во Пошти, во Македонија пат и други. А тука е и наследениот хаос од неквалитетните и различни колективни договори, одлуки и правилници, заради што оваа влада нема намера да прифати изнудени решенија кои имаат политичка заднина. Дециден е Ристевски.